се реновираше гледалиштето на Македонската опера и балет, при крај новата сала на Македонската филхармонија и по 70 и кусур години овие музичари ќе добијат вистински услови за музицирање или ако сакате подобро музичарите ќе треба да мислат само и единствено на музика. Ова е добриот дел од приказната. Сега одиме на другата страна. На другата страна останува да почекаме да видиме како ќе се одвива реновирањето на универзалната сала, па во тој период ќе се носат големи имиња во спортската сала Борис Трајковски. Се прашуваме колку е добра акустиката на Метрополис Арена, како е да се биде на концерт во МКЦ, или ако сакате најдобро, колку објектите и салите во Македонија ги имаат потребните основни услови за да кажеме сега ќе накривиме капата и ќе слушаме само добра музика. Мислам дека имам одлични соговорници вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Добро вечер, добре ни дојдовте. Се надевам дека во овој час и кусурка имаме доволно време да дебатираме доколку се најдеме или се најдете вие наспротивставени ставови. Добро, еве ќе почнеме со Маја. Маја Чаначевиќ, добро вечер за вас, директорката на Македонската филхармонија овде. И еве сега честитки за она што ќе ви се случува. Вие како мали дечиња веројатно едва чекате да влизате во новата Македонска филхармонија. Добро вечер, благодарам на поканата да бидам дел од ова прекрасно друштво вечерва. Да, многу се радуваме што конечно ќе добиеме свој дом и после многу години, значи повеќе од 70 мачни години, ќе имаме можност да прво да почувствуваме што значи да бидеш дома, да бидеш свој на своето и потоа што навистина значи да се музицира во еден соодветен концертен простор со добра акустика, со сите оние услови кои што треба да ги поседуваат уметниците за да можат да не бидат обременети со тоа дали ќе има пробив, дали ќе биде премногу топло или ќе капе кровот на концерт, па ќе ни биде на сите непријатно, туку е единствено да се посветиме на она што е нашата примарна професија, тоа е музицирањето. Така, да. Добро вечер и за Денис Илиовски. Добро вечер. Ви кажав и пред овој разговор, добро е што дојдовте вака во едно отворено студио каде морам да го кажам и презимето, инаку ше немаше да знам дека сте Илиовски. Долго време се знаеме, не ми го знаеш презимето. Денис Авалон за сите оние кои што нели ве знаат и можеби не ве знаат, не верувам дека има такви. Вие сте некој кој што 20 и кусур години, сега не знам дали сте и вие од самиот почеток во... Не од почеток во Авалон, толку или 15 години, 15 на години сте. Да, значи многу концерти, еве го списокот на имиња кои што Авалон ги дона во Македонија и во овој простор на Балканот, ќе имаме можност за муавет. Добро вечер за Игор Дуриловски, директорот на Македонската опера и балет. И кажете ми дали сте вака задоволен директора, како помина гала концертите? Гала концертите помина одлично. Да. Морам да кажам дека сум многу задоволен. Вие не кажавте во најавата дека Македонската опера и балет имаше веќе можност да се представи со новото гледалиште. Имаме нови 710 анатомски столчиња кои што во самиот партер, во самите столчиња се вградени LED дисплеи, нешто што кај нас е за прв пат, односно ние сме единствена институција која што може да има, односно има потреба од такви LED дисплеи. Дека колегите многу личело како во Јапонија да сте, како да не сте во Македонија. Личи, да, морам да признам. Па да, техниката си го прави своето. Дефинитивно начинот на кој што до сега се изведува нашите представи, односно варијантата да преводот оди на двете страни од сцената, беше нешто што не е практично и не се покажа во пракса добро, затоа што луѓето треба да бидат сконцентрирани на действието на сцена и нема можност, мора да гледат лево или десно, не може да се концентрираат. Сега имаат можност пред секој седиште да го следат преводот, а веднаш над нив да ја следат представата истовремено. Супер, да. Едно кусо прашање, знам од прилика колку сте години во музиката или во институциите во кои што работите, нели рече Денис 15 на години има, од кога сте дел од Македонската филхармонија, не како директор воопшто? Многу одамна, ако кажам од кога, тоа е толку долго што повеќе од половина од својот живот сум во филхармонија, значи од 95-6 година. 95-6 година. И сега може ли искрено да ми кажете каква беше првата ваша средба со просторот кој што не е адекватен на она за што сте таму? Мојата прва средба всушност со филхармонијата беше уште во стариот театар, театар Центар, кога одевме на концерт, уште како ученици, студенти.
И тој простор апсолутно не соодветен тогаш, ама немаше каде, па веројатно морале таму да работат колегите. Потоа се преселија во дом на Арама. И, значи, јас не го памтам периодот пред театар центар, каде што во старите бараки, што викаат по старите, кога било филхармонија, каде што било кој знае како. Ако ова не било адекватно, тоа во старите бараки било? Не знам какво било, значи, ниту театар центар, ниту сега дом на Арама не е адекватно, особено последниве неколку години. Арама е во лоша состојба многу се руинира објектот, не може да се обновува очигледно и навистина е голем проблем да се престојува таму. Имавме еден страшен проблем кога почна да прокиснува кровот и кога буквално на концерт, каде што треба да се музицира, каде што има места во пианисимо, значи тоа е најтивко можно, само веднаш ке се слушне так. Ама и тоа е фаворитам. Инструмент. Па да сте сакале, немало да Мислам, тоа е страшно. Ние се обидувавме малку да се шегуваме со тоа и да кажеме добро, барем врне во ритам. Нели не е надвор од ритамот, ама тоа е престрашно. Мислам, и за уметниците, и за публиката. И после известно време тоа веќе навистина малку нервира, бидејќи е толку во ритам што човек едноставно не се чувствува пријатно. Или други нешта, околу провевот, околу тоа што е многу топло, во лето нема климатизација, нема ништо. Па дури еден период поминавме, долг период поминавме во операта, заедно со колегите во Македонска опера и балет, кај што моравме таму да работиме и тоа беше, можам да замислам колку беше ужасно и за луѓето во Македонска опера и балет, кога ние им се населивме, и сега мораше да се координира опера, балет, хор и филхармонија. И тоа беше таму хаос. Во тој период бевте и на улица, кога сакавте да покажете некој револт дека тоа беше многу одамна и бевме заради друга на улица, тоа беше 2000 која година, 2004. Аха, добро. Дека не беа мали платите за тоа. Добро. Ама меѓу другото беше и заради апсолутно и тоа недобрите услови. Да, недобрите услови. Ние секогаш првенствено тоа го истакнуваме дека бевме незадоволни од тоа со што се соочуваме кога мора човек да дојде на работа и доаѓа со инструмент кој што е скап, доаѓа во една просторија која што има провев или е топло, премногу, и каде што виолинистиве не можат во лето не можат да се наштимаат. Кај нас, кај дувачите исто така е проблем, бидејќи толку е многу топло што интонацијата варира. Мислам, не може човек едноставно тоа да го одржува во некоја нормала. Да, па како ми рековте, во една пригода рековте, не можам ни секогаш да им се лутам, кога не се идеални условите да барам дека треба да. Да, па јас скоро и никогаш не им се лутам на колегите, затоа што знам дека никогаш не бараат, кога станува збор за условите, никогаш не бараат преку леп погача. Едноставно, јас сум дел од тој оркестар и јас сум свирала на место каде што, значи така ми е позицијата во оркестарот, каде што имало најмногу провев. И јас точно ја знам таа болка и кога ќе ми кажат, ама директор ќе премногу дува и ладно, јас не им се лутам. Значи што да се налутам, јас знам со што се соочуваат луѓето, туку само се обидувам и ги викам и ги прашувам, добро луѓе, што да направиме? Сите знаеме што и како е. Така е. Добро, тие работи веќе ги надминавме на некој начин со сознанието дека многу скоро ќе се преселиме дома. Да, но тоа е многу скоро сепак се одолговлече. Сега има некои работи кои што нели се случува во меѓувреме. Да, се случува во меѓувреме некои работи кои што за кои никој не е виновен. Банкротираше Алпине, значи фирмата која што ја градеше салата, и што да правиме? Никој не е виновен. За среќа, многу брзо се надминаа тие проблеми, сите тендерски постапки се завршија и работата ја превзеде прво Гранит, значи да ја заврши карабината, а потоа за сето она што денеска го гледаме од надвор и внатре, Штрабак, исто австријска компанија. И работите се движат во една многу позитивна и убава насока и за неколку месеци ние веќе ќе се преселиме. Ние значи почнуваме на некој начин да се подготвуваме за таа преселба и многу скоро навистина ќе се преселиме во новата концертна сала. Јас дури не можам и да верувам, и сите ние од толку голема желба да бидеме таму и дури не ни се верува дека навистина ќе ви се случи. Ќе ни се случи тоа. Да, толку долго сонува сон. Толку долго што навистина човек се прашува дали е ова сега реалност, дали и сега кога разговараме вика, ама стварно ќе се преселиме, викам стварно или шега? Не, чекај се, стварно ќе се преселиме.
време, абе викам стварно луѓе, ама стварно, еве, од јануари, февруари таму ќе видиме точно кога таму се преселуваме. Така што мислам дека ова е најубавото нешто што можеше да ни се случи нам како на институција. Денис, еден ваков одговор најдов од Бован Милушевски за и околу работата навално си во овие години, тогаш 20 години, нели, за окружување. Тој вели вака, првото оделение го почнавме вели во МКЦ, за да сега, последниве неколку години, магистрираме со светската сцена. И сега не знам дали тој период на прва оделенција валонци во МКЦ сте биле дел, не сте биле тогаш дел? Не сум бил дел од но тоа, од раскажувањето... посетител, ги знам тие концерти сум ги гледал. Како е да се биде на концерт во МКЦ? Ако се земе во предвид, ајде да се ставам во улога на посетител. Така. На посетител. Значи, израснавме во МКЦ. МКЦ беше место, ето да речем, за она, јас сум од тој дел, ние рокери, тоа се викавме. 80-ти години, да кажам, почнавме и почеток на 90-те, најубавите рок концерти ги гледавме во МКЦ. Условите беа, знаеме какви страшни. Тогаш тоа што вибрираја прозорите ни изгледаше дека е добро затоа што е јако, значи многу е јако па вибрира звукот. Така тоа го гледавме, наставно МКЦ во тоа време беше излегување на рокерите, пак ќе речем рокерите, посебно за нас тоа важеше, најубавите првите концерти таму сте ги гледале и гледано како посетител во тоа време тоа звучеше фантастично. Чувството што си таму, што гледаш концерт, мада на обоени програм, да речем, ги гледаш таму, ти е фантастично, затоа што си на концерт. Воопшто и таков концерт дошол. Во тоа време и Македонија се правеа концерти, можеби да дојде Здравко Чолич некогаш или некој од поп звездите, многу малку беа рок концертите. Мислам дека токму МКЦ беше прва така што... Да. И до ден денешен, прошла сабота бев пак во МКЦ рок концерт, се чувствувам убаво. Убаво? Апсолутно. Кога идам таму, додека што сега и реновирано, направено во МКЦ, токму за тие мали концерти гледав Мирски бенд, рок бенд од Ирска, од Даблин и беше супер што повторно таму. Уживаме кога ние повозрастите се сретнеме во МКЦ на скалите, па горе на тераса, па внатре, кај Микспулт се чекаме. 20 години некоја традиција. Шема на сретнување. На концерти. Ако потоа од МКЦ се преселиме во универзална, онаква што чекаме реновирање, и ако велите можеби акустиката е добра, но има нешто што се вика бекстејдж што е ужасно. Не знам, во разговор пред ове ми рековте дека имавте едно чувство да онака баш сакавте да влезете под... Таа анекдота ви спомнав, значи, со Диана Крал. Мислам, добро знае и гледачите знаат за колку големо светско име се работи. И вие носевте, Денис? Да, правевме 3 концерти, имавме Загреб, Скопје па Белград. И завршува Загреб и као ни екипата презадоволни супере и ја и колега полека пробуваме да им објасниме, се одиме во Македонија, во Скопје и малку условите не се баш као овде. Најсвено, ти кажав и претходно во муабетот, јас се устремив кога со Диана Крал влеговме во сублекувалната. Кај што кровот, една имаше реновирана сублекувална, као ајде таа за главната звезда, бендот во другите простори кои што воопшто не беа реновирани, али во главната просторија од вода дожд кровот беше вака таванот до не готов да падне, што се вика. Се река што Диана Крал е стварно колку што е голем музичар, толку и голем човек, можам да кажам, воопшто немаше замерки, но стварно прифати, важно и беше она на сцена да биде се во ред. Универзална знаем, акустиката е фантастична, мислам бината дава услови за одличен концерт, али беше стварно жално кога и со Девид Бърн, кога дојде и Девид Силијан, кога го работевме, некако со машки ја сикаш артисти, ајде, не е толку страшен, да, со Диана Крал имавме таква сцена. Да. Али пројде. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа, да. Значи, кубуриме, мислам, предпоставувам дека ги имаш како наредни прашања тие работи, во најавата ти кажа, спортски центар имаме како концертна сала и имаме Метрополис арена која што си ја викаме, уствари тоа е Скопски сајм. Така е. Значи тоа не се сали направени за концерти. Значи апсолутно да тргнеме од таму и се направија колку што може се подобри акустиката и во Метрополис арена со тие поставувањето на панелите. Во Борис Трајковски ние иницииравме да дојде професор кој што е работел акустиката во Белград на Белградска арена. Го донесовме човекот тука, направи проект заедно, тогашното раководство на Борис Трајковски излезе во пресред, се вложи во тоа да ја доведеме барем Борис Трајковски на некое ниво акустиката да може да се држуваат светски концерти. Што значи тоа ниво?
Рековте како Има некои акустиката била, математики, да, математички го прашате ли спомнав Мишко? тогаш дека Мишко, да, колегата Добре. најдобро тоа би одговорил. Кога се направија првите мерења, испадна дека има 13 секунди ехо, што е Добро. страшно. Страшно. Светски нормативи се до 4 секунди, ние доведовме мислам до 5 или 6, што Што ајде, поминува. може да пройде и да минимални услови за да може да се одржи светски ќе му концерт. питаме и повеќе за тоа како изгледа концерт во Борис Трајковски, како изгледа концерт во Метрополис Арена. Игор, сте била како освојувач на светот заедно со музика само на многу места, нели? Кој ви беше театарот или местото кое што сакавте да го пренесете како, нели, со доаѓањето на новата функција? Да речам, нели, баш би сакал кога ќе седнам во како главен или како прв човек на мојата македонска опера и балет, местото од каде што тргна се, да го донесам тука. Па да бидам искрен, во театрите во кои што сум работел, најчесто било тоа Западна Европа, последниот период, последните 2 години и Азија, театрите ги имаат сите услови. Сите кристално, чисто, се. Да, навистина ги имаат сите услови. Меѓутоа би издвоил, иако не е еден од најатрактивните театри Добро, вам по вие име, некако. меѓутоа театар кој што се градеше пред неколку години и имав можност да настапам во првата продукција со која што го отвараа, тоа беше Волшебна флейта во Линц во Австрија. Истата Штрабак компанија го правеше, која што ја прави филхармонија кај нас. И Тоа треба да ни значи нешто, нели Маја? па верувам дека треба да значи, тоа е Ке компанија. дојдете, ке видите, да. Многу сериозно. Да. И театарот ги имаше сите можни услови и една од причините зашто кај нас имаме LED дисплеи е, ја за втор пат морам да признам, прв пат видов во Виенска штатсопера, меѓутоа тие ги поставија пред 13 години, не беа тоа LED дисплеи, беше некоја комбинација, некој примитивен дисплеј кој што во тоа време беше, а може би и повеќе, 2001 година, повеќе од 10 години, да. Прв пат ги видов Виенска штатсопера, а овде веќе беа дисплеи на тачскрин, одбирате повеќе јазици, имате повеќе можности и тоа беше нешто што нака ми падна на памет кога кај нас во Скопје, во МОП имаме барем приближно такви услови. Искрено ви кажам, и на почеток на моето доаѓање на функцијата генерален директор на МОП, ми изгледаше научна фантастика како што и на вашите вработени изгледа научна, може би се уште научна фантастика дека ќе имаат собствен дом. И мене ми изгледаше онака неостварлива, нереална ситуација, дека може да ќе биде, може би нема да биде, меѓутоа на нашата средба со министерката за култура во декември минатата година, прва официјална средба во нејзиниот кабинет, од моја страна беше нагласена дека навистина таа го знае тоа, го знаат сите, затоа што многу често се на наши настани, наши настапи, дека беше навистина неопходно едно реновирање, комплетно реновирање. Од почнувајќи инсталација, осветлување, подлога, столици и така натаму, да не набројувам. И еве после неколку месеци, да не речем 10 месеци, односно неколку месеци од започнувањето на реконструкцијата, ние сме веќе готови, имаме сала во Ново Руво со сите можни услови за еден квалитетен перформанс. Верувам дека нема да се трудам, односно сум убеден дека не само условите во гледалиштето, туку ги подобруваме и условите на сцена, односно зборувам за продукциите кои што ќе ги правиме, ќе се трудиме да правиме не само класични представи, ќе правиме модерни представи, се трудиме да бидеме интересни буквално за публика од 7 до 77 години. И не е целта само да ги направиме условите луѓето да се чувствуваат. Да, тоа ми беше некаде, дека треба и нешто да им понудиш за да, нели? Добрата музика или одличната музика или се она што треба да биде на сцена. Може би ќе стигнеме понатаму и до репертоарна политика и така натаму, да не ви ги одземам прашањата пред време. Може би ќе разговараме и за тоа, меѓутоа да, сите компоненти во еден производ се важни за Господине Дурловски, знаете ли што сретнав подготвувајќи се за овој разговор? Сега знаете, ние секогаш се зборуваме се и се што, па некој рече и вакво нешто во коментарите. И добро, зошто им требаше од јуни до октомври да прават едно гледалиште? Па јас мислам, не знам, во шега изведувачите кажуваат дека не знаат објект кој што изграден во И е нормално. Јас сум градел собствен објект за дома и знаете да реновирате тоалет. Знаете колку време треба. Знаете колку време треба, односно
колку време ќе ви испадне дека треба 10 дена, меѓутоа ќе ви испадне месец дена. Така да, јас сум убеден дека ова нешто што го направивме, значи ние не реновиравме тепих, не фарбавме, ние направивме комплетно реновирање, комплетна реконструкција на целото гледалиште. Така да, најверојатно некој лаик кој што никогаш не градел го кажал тоа, не сакам да користам тешки зборови, меѓутоа верувам дека секој кој што градел знае што значи тоа. Нормално во објект, можеби и полесно во нов објект, затоа што во објект кој што е веќе еднаш изграден, да се прилагодиш на него, треба и да се прилагодите, меѓутоа и ќе дојдете до ситуации, изненадувања кои што можеби не сте ги очекувале во почетниот проект, точно. Така да имаш и такви некои изненадувања кои што требаше да. Имаше некои ситници кои што се колку често, јас знам дека често оди да види до каде им е нивниот дом. Јас за жал последните 3 недели, најважните 3 недели бев во Кина, меѓутоа бев цело време во комуникација со моите колеги и најблиски соработници, меѓутоа првиот дел, јас годинава немав летен одмор, цело време бев тука и сум многу среќен. Имам и можеби нека, не знам дали е болест или некоја мана, меѓутоа и за мојата куќа кога ја градев, јас бев од сабајле до вечер таму заедно со мајсторите, иако тогаш не се разбира воопшто, меѓутоа многу работи ги научив. И сега така научам, сега како професионалец бев спремен, често одев таму и се трудев да бидам во комуникација со изведувачите и со сите останати кои што беа дел од самиот проект. И имавме некој теснец, нормално јас бев во многу голем стрес затоа што сакав, бев упорен да нашата сезона почне на време, така што е планирано, успеавме во тоа. Морам да се извинам за моите притисоци на изведувачите кои што ги имаа за време на целата градба, меѓутоа знам дека не само кај нас, туку на секаде на луѓето понекогаш, не понекогаш, туку верувам дека секогаш им треба еден благ притисок, понекогаш можеби и нешто повеќе за да работите течат така како што треба, меѓутоа јас сум генерално задоволен. Работите се завршија во предвидениот рок и ние веќе имавме 2 успешни концерти и верувам дека и цела следна сезона ќе ни биде така исполнета и распродадена како и првите 2. Каде бевте деновиве кога беа гала концертите? Каде седевте? Каде гледавте? Од каде гледавте? Па гледав од 8 ред, кој што е нашиот онака, како да кажам. Се уште е ложата. Да, се уште е ложата. За жал имаме само 2 странични ложи, кои што не се баш најпогодни за гледање на представите, меѓутоа едната од тие ложи јас ја користам затоа што е кога се неофицијалните представи, кога немам гости кои што треба да ги пречекам, се добри за, не можам да кажам контрола, меѓутоа имате добар преглед кон сите делови. Имате преглед во школка кај оркестарот, имате преглед на сцена колегите што прават, хорот, и имате поглед благ кон публиката. Што ви манкаше, што не гледавте? Гледав се. Гледав. Централниот дел на 8-миот ред. Уствари сега морам да признам дека така се направени седиштата да од сите страни имате добар преглед. Верувам дека нашата публика ќе биде задоволна и ќе успеат да видат на еден од следните наши настави. Сакавте ли да знаете што ќе речат луѓето по концертот? Останавте ли со нив? Прашавте ли никога? Да, секако. Чие мислење ви беше важно? Знаете како, јас сум првенствено уметник, меѓутоа мене ме интересира после завршетокот на нашите концерти реакцијата од публиката и за самиот настан, затоа што е сепак дел од мене, организираме отварање кое што беше прилично специфично, не така класично како до сега. И исто така ме интересираше делот што ќе каже публиката за реконструкцијата, односно нешто што после 35 години повторно се случи кај нас. Секако бев меѓу присутните и генерално морам да кажам дека имав впечаток, не можам да првенствено јас бев многу задоволен и од уметничкиот и од делот како испадна нашето гледалиште, можеби гледачите можеле да видат, имавме повеќе пати настапуваме на пресконференција. Има и тука, значи, одлично. Цело време гледа. Да, значи зборуваме на вистина за нешто што моите очи тоа што го гледаат, според мене е нешто што заслужуваме како институција да го имаме, а сме единствена од таков тип и исто така и нашата филхармонија е единствена од таков тип и сум многу среќен што двете институции со кои што многу радо соработуваме, ќе бидеме едни до други, ќе бидеме соседи, ќе соработуваме како до сега и ќе имаме објекти со кои што можеме да се гордееме. Да.
Маја, колку? Во лето, кафето, дворки си го пиеме на плоштад. Кој од каде ќе се завие масиче на сонце на плоштад. Супер ќе ни биде, апсолутно. Маја, рековте јануари или февруари? Стека кога? На почеток на годината, почеток на значи годината. терминот за свеченото отворање и сите детали околу тоа наскоро ќе го објавиме заедно со министерката, нели? Затоа што сите се со нетрпение го очекуваат тој момент, освен назва Филхармонија и целата јавност, всушност, и сите колеги уметници, затоа што знаете како тој објект ќе биде на Македонска Филхармонија, тој ќе биде на сите нас. Не само музичарите од Филхармонија ќе бидат присутни таму со своите секојдневни активности, но јас верувам дека сите со голема желба и задоволство ќе сакаат да настапуваат токму во новата концертна сала. А публиката секако да ги проследи сите тие концерти. Така што сите сме многу нетрпеливи за тоа. И сето она што е врзано, значи, околу свечиното отворање дополнително ќе биде најавено, но планирано е тоа да биде во првите месеци од 2017 година. Ние би сакале утре, ама невозможно е нели да се завршат сите деликатни работи, како што кажа Игор. Тоа се комплексни објекти и театри, македонско можете само малку да викнете, да кажете, ве молам да бидете. Значи, јас веќе малку се сопирам, оти мислам дека тие хутри луѓе таму кои ќе ме видат, веројатно им се темни. А доаѓам таму си викаат, леле, дојде ова сега, што ли ќе бара пак од нас, ќе не малтретира. Она што ви е договорено како заеднички нели концерт нема да биде за жал во новата, така, во новата сала. Не, нажалост проектот е толку голем. Дефиниран. Да, Јан Гилан доаѓа, да спомниме тој баш супер што не викна као гости. Имаме соработка сега и со Маја, во февруари месец и со МОП, тоа уште не знаат гледачите, али Јан Гилан кој го договоривме, мислам самиот проект го налагаше тоа, тој е нашиот најголем проблем. Немаме концертна сала, немаме сала за над 1500-2000 па нагоре посетители. И затоа одиме во Борис Трајковски, затоа го прилагодуваме Борис Трајковски, затоа сепак на крајот е тоа и математика. Просто капацитетот, ни треба капацитет. А и оно што покажува интересот за Јан Гилан вечерта со Македонска Филхармонија. 5 ноември, така? 5 ноември, да. Интересот е огромен и стварно е жалосно кога ти доаѓа таков артист и сега замисли да го правиш тоа во сала за 800 души, имаме побарувачка за 5000. Жално е гледано од сите страни. Да. Но колку често е Авалон продукција, нели? Велите секогаш некако сме ги гледале работите или доаѓале големите артисти не барајќи премногу услови, односно важно им е продукцијата или сето она што ќе го слушнат или што ќе го добијат на сцена. Но колку често сте се доведувале во ситуација да некој големо име рече не можам да дојдам и покрај тоа што велите супер ќе си поминете, ќе ви обезбедиме се, по таа райдер листа се ќе биде задоволни вашите барања. Често е кате тоа не е многу често, од кога тргнавме да ги работиме, ајде да кажам и стадионите. Добро. Да не кажам какви проблеми таму снимале. Стадиони, и не стигнавме до она што во светот најголемите ивенти се прават на фудбалските стадиони. Ние кога објавивме Лени Кравиц во Охрид на стадион, прво што ни рекоа колегите наши, вие сте луди, тоа нема шанса да го направите. Имаме една жичка, сите во Авалон, така малце... Да докажете дека не сте луди, дека може да се оствари. Пред се дека може, а посебно тоа ни значеше, тоа е еден друг дел од нашата работа, ако успеш ти Лени Кравиц да го направиш во Охрид на стадион, тоа кај агентот негов значи дека овие можат да направат и Сантана на Градски, или дали да се донесе Енрике во Борис Трајковски, или Боб Дилан да прифати да свири во Скопски сајм, во Метрополис Арена, како што се вика. Значи, имало проблеми. Пак е најмногу капацитетот, кој што ни зема стално. Значи, големите артисти, нормално дека коштаат многу, и сега опција, во ред летно време Open Air, кај што не спијаме 3 дена дали ќе заврне или нема да заврне, али зимно време од сега, од есен до крај на пролет, едноставно мора да идеш невозможна мисија и мора да идеш во затворен простор, а тие се условите. И како беше на Лени Кравиц, ве сетете се? Страшно се бевме од работа месец дена, не само месец дена, сум на терен месец, али успеавме. Прво, отидовме, имавме буквално на полјан, тоа не е стадион,
еден податок да ти кажам, кога видовме седиштата од трибината какви се, искористивме некои Слично на оние во Не, ова беше страшно. Значи, скоро се скршени ги нема. Едноставно успеавме да поврзе државни институции, да градски стадион во Скопје ги сменал седиштата, али голем дел од нив се окей, да ги донесеме тие седишта и наши луѓе тираат во Охрид, за да направиме услови, да има нека. Да не зборувам дека тоа е една жица која што не ограда или жица, не знам како да кажам, беше, правевме посебни огради, работа месец дена на терен, буквално. И на крајот се одржа Лени Кравиц, после Лени Кравиц се одржа и Девид Гета на стадион таму, продиджи Сега, пред крајот, кажете ми што значи добра продукција, односно што бараат луѓето кои што доаѓаат такви големи имиња. Тоа е најстриктното нешто кај што сегде може би малку да ви попуштиме, али кога е рајдерот во прашање продукција, бина, светло, звук, тука нема. Нема попуст. Значи тука нема попуст. Што Може да се значи иде тоа? до 10%. Сега можам нешто да не кажете што ќе ни биде вака не страно многу, нели да го сватиме, да разбереме што бараат. Дека треба да има 48 moving head-а светло и поставено на таа позиција мора да има. Значи не можеш 4-6 да ставиш. Значи тоа е. Сега кај нас го има моделот на moving head тој и тој, а тие веќе користат стално најдов модел. Можеш да предложиш замена, па таа замена да биде прифатена од нив, али 48 мора да бидат. Грубо кажувам. За звукот се знае во последно време, значи се неколку фирми во светот кои што се знаен Open Air или голема сала мора да биде тој звук. Спецификата на звукот е која е марката, зависи која музика се свири. Еве ние многу фанови видојат на тоа на Скопје Колинг и на Продиджи во Охрид се донесе од Белград озвучување кој што првпат се промовираше во Европа, првпат тој модел на звучници свиреа во Охрид и во Скопје. Тоа е најнова технологија и едноставно Продиджи вика ние бараме тоа за да свириме. Со сублекувалните окей, сте закрпиле, сте дотерале, мислам се зезам, мора се да биде, се знае по рајдер. Стандард. Значи тоа е почнува рајдерот со хостинг, хоспиталити и продукција. Тоа е се што мора да се задоволи. Наша голема предност можам да истакнам за цел Балкан е тоа што Авална продукција стално се труди 99% тој рајдер да биде задоволен. Што многу ни помага во следните работи. Во принцип тие турменаџерите што се артистите се знаат меѓу себе. Некој првпат ако доаѓа, чекај тука бил овој со тие па се слуша. Па знае, па да, сум работа со Авалон продукција. Ќе биде како што треба. Нема да имаш проблем. И тоа ни помага на цел Балкан доста да. Игор, како стоите пак вие кога доаѓаат големи имиња? И кога досега им кажувавте, па знаете, ние сега осветлување на продукциски или Значи ние тој проблем го немавме со големите имиња затоа што генерално најголем проблем кај нас навистина беше гледалиштето. Да. Значи не сцената како сцена или можностите како што таа ги. Ние имаме проблеми со осветлувањето и тоа е нешто што е веќе разговарано. И верувам дека во најскоро време ќе успееме да го смениме, затоа што исто така и осветлувањето е старо. Малку сакам те прекинем, разликата е во тоа што кај артистите кои што ние ги работиме, да речам, видеото и звукот и светлото се дел од перформансот. И кај нас е исто. Да, верувам, да. Кај нас исто, меѓутоа ние тоа истото го правиме како што верувам и вие, Денис, на начин што изнајмуваме свет. Немаме друга варијанта. Значи имаме застарен тип на светло, кој што е најверојатно исто колку што и столчињата 35 години. Нешто што, ако сакате да направите модерен перформанс, нема шанси, не е тој квалитет. Визуелно, и затоа ги користиме тие можности што, уствари тие... Се снемуваат, јасно, да. Таа варијанта да изнајмите осветлување, меѓутоа тоа е ставка која што секогаш ве чини. И верувам дека за било која куќа е многу поедноставно да има нешто свое, да има човек кој што раководи со тоа и да имате секогаш точно. Така е, да речето нема сега друг ја крив, ја не тука. Јас се преземам одговорност. За нашите уметници, односно и за уметниците кои што доаѓаат од страна, е можеби поважен тој дел на гардероби, затоа што нашите представи исто траат по 3 до 4 сати, делот... Доста костюмографија, има доста. Да, така да тој дел исто така планираме. План ми е да постепено во следнава година дел од средствата кои што се издвојуваат, ќе се издвојуваат од билети, да успееме да ги реновираме и делот на уметниците, првенствено на нашите уметници кои што цело време таму функционираат, затоа што
сакам да сите ние бидеме задоволни. Може би сега така испадна да прво публиката, а може би треба и прво на публиката да мислиме, затоа што таа која што ќе доаѓа кај нас. Првенствено сме за публика, постоиме за публиката, меѓутоа и тие кои што работат таму Добар пиар треба да маркетинг бидат задоволни. морам да признам. Па се трудиме да. Секако сите треба да бидеме задоволни. Ни Сите тргна треба да се муабетот, чувстваме добро. заборавивме рекламите. Еве за нив место, па се враќаме со Одлично. уште муабет. Се реновираше гледалиштето на Македонската опера и балет, при крај новата сала на Македонската филхармонија и по 70 и кусур години овие музичари ќе добијат вистински услови за музицирање или ако сакате подобро музичарите ќе треба да мислат само и единствено на музика. Ова е добриот дел од приказната. Сега одиме на другата страна. На другата страна останува да почекаме да видиме како ќе се одвива реновирањето на универзалната сала, па во тој период ќе се носат големи имиња во спортската сала Борис Трајковски. Се прашуваме колку е добра акустиката на Метрополис Арена, како е да се биде на концерт во МКЦ, или ако сакате најдобро, колку објектите и салите во Македонија ги имаат потребните основни услови за да кажеме сега ќе накривиме капата и ќе слушаме само добра музика. Мислам дека имам одлични соговорници вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Добро вечер, добре ни дојдовте. Се надевам дека во овој час и кусурка имаме доволно време да дебатираме, доколку се најдеме или се најдете вие наспротивставени ставови. Добро, еве ќе почнеме со Маја. Маја Чаначевиќ, добро вечер за вас, директорката на Македонската филхармонија овде. И еве сега честитки за она што ќе ви се случува. Вие како мали дечиња веројатно едва чекате да влизате во новата Македонска филхармонија. Добро вечер, благодарам на поканата да бидам дел од ова прекрасно друштво вечерва. Да, многу се радуваме што конечно ќе добиеме свој дом и после многу години, значи повеќе од 70 мачни години, ќе имаме можност да прво да почувствуваме што значи да бидеш дома, да бидеш свој на своето и потоа што навистина значи да се музицира во еден соодветен концертен простор со добра акустика, со сите оние услови кои што треба да ги поседуваат уметниците за да можат да не бидат обременети со тоа дали ќе има пробив, дали ќе биде премногу топло или ќе капе кровот на концерт, па ќе ни биде на сите непријатно, туку е единствено да се посветиме на она што е нашата примарна професија, тоа е музицирањето. Така, да. Добро вечер и за Денис Илиоски. Добро вечер. Ви кажав и пред овој разговор, добро е што дојдовте вака во едно отворено студио каде морам да го кажам и презимат и некој немаше да знам дека сте Илиоски. Долго време се знаеме, не ми го знаеш презимат. Денис Авалон за сите оние кои што нели ве знаат и можеби не ве знаат, не верувам дека има такви. Вие сте некој кој што 20 и кусур години, сега не знам дали сте и вие со самиот почеток во... почеток во Авалон толку или 15 години? 15 на години сте. Да, значи многу концерти. Еве го списокот на имиња кои што Авалон ги дона и во Македонија и во овој простор на Балканот, ќе имаме можност за муабет. Добро вечер за Игор Дурловски, директорот на Македонската опера и балет. И кажете ми дали сте вака задоволен директора, како помина гала концертите? Гала концертите помина одлично. Да. Морам да кажам дека сум многу задоволен. Вие не кажавте во најавата дека Македонската опера и балет имаше веќе можност да се представи со новото гледалиште. Имаме нови 710 анатомски столчиња кои што во самиот партер, во самите столчиња се вградени LED дисплеи, нешто што кај нас е за прв пат, односно ние сме единствена институција која што може да има, односно има потреба од такви LED дисплеи. Дека колегите многу личело како во Јапонија да сте, како да не сте во Македонија. Личи, да, морам да признам. Па да, техниката си го прави своето. Дефинитивно начинот на кој што до сега се изведува нашите представи, односно варијантата да преводот оди на двете страни од сцената, беше нешто што не е практично и не се покажа во пракса добро, затоа што луѓето треба да бидат сконцентрирани на действието на сцена и нема можност, мора да гледат лево или десно, не може да се концентрираат. Сега имаат можност пред секој седиште да го следат преводот, а веднаш над нив да ја следат представата истовремено. Супер, да. Едно кусо прашање знам
отприлика колку сте години во музиката или во институциите во кои што работите, нели рече Денис 15 на години има, од кога сте дел од Македонската филхармонија, не како директор воопшто? Многу одамна, ако кажам од кога, тоа е толку долго што повеќе од половина од својот живот сум во филхармонија, значи од 95-6 година. 95-6 година. И сега може ли искрено да ми кажете каква беше првата ваша средба со просторот кој што не е адекватен на она за што сте таму? Мојата прва средба всушност со филхармонијата беше уште во стариот театар, Театар Центар, кога одевме на концерт, уште како ученици, студенти. И тој простор апсолутно несоодветен тогаш, ама немаше каде, па веројатно морале таму да работат колегите. Потоа се преселија во дом на Арама и значи јас не го памтам периодот пред Театар Центар, каде што во старите бараки, што викаат по старите, кога било филхармонија, каде што било кој знае како. Ако ова не било адекватно, тоа во старите бараки било? Не знам какво било, значи ниту Театар Центар, ниту сега дом на Арама не е адекватно, особено последниве неколку години. Арама е во лоша состојба многу се руинира објектот, не може да се обновува очигледно и навистина е голем проблем да се престојува таму. Имавме еден страшен проблем кога почна да прокиснува кровот и кога буквално на концерт, каде што треба да се музицира, каде што има места во пианисимо, значи тоа е најтивко можно, само веднаш ќе се слушне так. Ама и тоа е во ритам. Специјален инструмент. Па да сте сакале, не имало да мислам, тоа е страшно. Ние се обидувавме малку да се шегуваме со тоа и да кажеме добро, барем врне во ритам. Нели не е надвор од ритамот, ама тоа е престрашно. Мислам, и за уметниците, и за публиката. И после известно време тоа веќе навистина малку нервира, бидејќи е толку во ритам што човек едноставно не се чувствува пријатно. И ред други нешта, околу провевот, околу тоа што е многу топло, во лето нема климатизација, нема ништо. Па дури еден период поминавме, долг период поминавме во операта, заедно со колегите во Македонска опера и балет, кај што моравме таму да работиме и тоа беше, можам да замислам колку беше ужасно и за луѓето во Македонска опера и балет, кога ние им се населивме, и сега мораше да се координира опера, балет, хор и филхармонија. И тоа беше таму хаос. Во тој еден период бевте и на улица, кога сакавте да покажете некој револт дека тоа беше многу одамна и бевме заради друга на улица, тоа беше 2000 која година, 2004. Аха, добро. Дека не беа мали платите за тоа. Добро. Ама меѓу другото беше и заради апсолутно и тоа недобрите услови. Да, недобрите услови. Ние секогаш првенствено тоа го истакнуваме дека бевме незадоволни од тоа со што се соочуваме кога мора човек да дојде на работа и доаѓа со инструмент кој што е скап, доаѓа во една просторија која што има провев или е топло, премногу, и каде што виолинистиве не можат во лето не можат да се наштимаат. Кај нас, кај дувачите исто така е проблем, бидејќи толку е многу топло што интонацијата варира. Мислам, не може човек едноставно тоа да го одржува во некоја нормала. Да, па како ми рековте, во една пригода рековте, не можам ни секогаш да им се лутам, кога не се идеални условите да барам дека треба да. Да, па јас скоро и никогаш не им се лутам на колегите, затоа што знам дека никогаш не бараат, кога станува збор за условите, никогаш не бараат преку леп погача. Едноставно, јас сум дел од тој оркестар и јас сум свирала на место каде што, значи така ми е позицијата во оркестарот, каде што имало најмногу провев. И јас точно ја знам таа болка и кога ќе ми кажат, ама директор ќе премногу дува и ладно, јас не им се лутам. Значи што да се налутам, јас знам со што се соочуваат луѓето, туку само се обидувам и ги прашувам, добро луѓе, што да направиме? Сите знаеме што и како е. Така е. Добро, тие работи веќе ги надминавме на некој начин со сознанието дека многу скоро ќе се преселиме дома. Да, но тоа е многу скоро сепак се одолговлече. Сега има некои работи кои што нели се случува во меѓувреме. Да, се случува во меѓувреме некои работи кои што за кои никој не е виновен. Банкротираше Алпине, значи фирмата која што ја градеше салата, и што да правиме? Никој не е виновен. За среќа, многу брзо се надминаа тие проблеми, сите тендерски постапки се завршија и работата ја превзеде прво Гранит, значи да ја заврши карабината, а потоа за сето она што денеска го гледаме од надвор и внатре, Штрабак, исто австријска компанија.
и работите се движат во една многу позитивна и убава насока и за неколку месеци ние веќе ќе се преселиме. Ние значи почнуваме на некој начин да се подготвуваме за таа преселба и многу скоро навистина ќе се преселиме во новата концертна сала. Јас дури не можам и да верувам, и сите ние од толку голема желба да бидеме таму и дури не ни се верува дека навистина ќе ви се случи. Ќе ни се случи Да, тоа. толку долго сонува сон. Толку долго што навистина човек се прашува дали е ова сега реалност, дали и сега кога разговараме вика, ама стварно ќе се преселиме, викам стварно или шега? Не чекај се, стварно ќе се преселиме, абе викам стварно луѓе, ама стварно, еве од јануари, февруари таму ќе видиме точно кога таму се преселуваме. Така што мислам дека ова е најубавото нешто што можеше да ни се случи нам како на институција. Денис, еден ваков одговор најдов од Бован Милушевски за и околу работата навално си во овие години, тогаш 20 години нели за окружување. Тој вели вака, првото оделение го почнавме вели во МКЦ, за да сега последниве неколку години магистрираме со светската сцена. И сега не знам дали тој период на прва оделенција валонци во МКЦ сте биле дел, не сте биле тогаш дел. Не сум бил дел, но од раскажувањето посетител, ги знам тие концерти сум ги гледал. Како е да сте биде на концерт во МКЦ? Ако се земе во предвид, ајде да се ставам во улога на посетител. Така. На посетител. Значи, израснавме во МКЦ. МКЦ беше место, ето да речем, за она, јас сум од тој дел, ние рокери, тоа се викавме. 80-ти години, да кажам, почнавме и почеток на 90-те, најубавите рок концерти ги гледавме во МКЦ. Условите беа, знаеме какви страшни. Тогаш тоа што вибрираја прозорите ни изгледаше дека е добро затоа што е јако, значи многу е јако па вибрира звукот. Така тоа го гледавме, наставно МКЦ во тоа време беше излегување на рокерите, пак ќе речем рокерите, посебно за нас тоа важеше, најубавите првите концерти таму сте ги гледале и гледано како посетител во тоа време тоа звучеше фантастично. Чувството што си таму, што гледаш концерт, мада на обоени програм, да речем, ги гледаш таму, ти е фантастично, затоа што си на концерт. Воопшто и таков концерт дошол. Во тоа време и Македонија се правеа концерти, можеби да дојде Здравко Чолич некогаш или некој од поп звездите, многу малку беа рок концертите. Мислам дека токму МКЦ беше прва така што... Да. И до ден денешен, прошла сабота бев пак во МКЦ рок концерт, се чувствувам убаво. Убаво? Апсолутно. Кога идам таму, дори што сега и реновирано, направено во МКЦ, токму за тие мали концерти, гледав Мирски бенд, рок бенд од Ирска, од Даблин и беше супер што повторно таму. Уживаме кога ние повозрастите се сретнеме во МКЦ на скалите, па горе на тераса, па внатре, кај Микспулт се чекаме. 20 години некоја традиција. Шема на сретнување. На концерти. Ако потоа од МКЦ се преселиме во универзална, онаква што чекаме реновирање, и ако велите можеби акустиката е добра, но има нешто што се вика бекстејдж што е ужасно. Не знам, во разговор пред ова ми рековте дека имавте едно чувство да онака баш сакавте да влезете под... Таа анекдота ви спомнав, со Диана Крал. Мислам, добро знае и гледачите знаат за колку големо светско име се работи. И вие носевте, Денис? Да, правевме 3 концерти, имавме Загреб, Скопје па Белград. И завршува Загреб и као ни екипата презадоволни супере и ја и колега полека пробуваме да им објасниме, се одиме во Македонија, во Скопје и малку условите не се баш као овде. Најстрено, ти кажав и претходно во муабетот, јас се устремив кога со Диана Крал влеговме во соблекувалната. Кај што кровот, една имаше реновирана соблекувална, као ајде таа за главната звезда, бендот во другите простори кои што воопшто не беа реновирани, али во главната просторија од вода дожд кровот беше вака таванот до не готов да падне, што се вика. Среќа што Диана Крал е стварно колку што е голем музичар, толку и голем човек, можам да кажам, воопшто немаше замерки, но стварно прифати, важно и беше она на сцена да биде се во ред. Универзална знаем, акустиката е фантастична, мислам бината дава услови за одличен концерт, али беше стварно жално кога и со Девид Бърн, кога дојде и Девид Силијан, кога го работевме, некако со машки ја сикаш артисти, ајде, не е толку страшен, да, со Диана Крал имавме таква сцена. Да. Али пројде. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа, да. Значи,
кубуриме. Мислам, предпоставувам дека ги имаш како наредни прашања тие работи. Во најавата ти кажа, спортски центар имаме како концертна сала и имаме Метрополис Арена, која што си ја викаме, уствари тоа е Скопски сајм. Така е. Значи, тоа не се сали направени за концерти. Значи, апсолутно да тргнеме од таму. И се направија колку што може се подобри акустиката и во Метрополис Арена, со тие поставувањето на панелите. Во Борис Трајковски ние иницииравме да дојде професор кој што е работел акустиката во Белград на Белградска арена. Го донесовме човекот тука, направи проект заедно, тогашното раководство на Борис Трајковски излезе во пресред, се вложи во тоа да ја доведеме барем Борис Трајковски на некое ниво акустиката да може да се одржуваат светски концерти. Што значи тоа ниво? Реков така има некои математики, математички го прашав спомнав тогаш дека Мишко, колегата најдобро тоа би одговорил. Кога се направија првите мерени, испадна дека има 13 секунди ехо, што е страшно. Светски нормативи се до 4 секунди, ние доведовме мислам до 5 или 6, што ајде, може да пројде и да минимални услови за да може да се одржи светски концерт. Ќе му питаме и повеќе за тоа како изгледа концерт во Борис Трајковски, како изгледа концерт во Метрополис Арена. Игор, сте била како освојувач на светот заедно со музика само на многу места, нели? Кој ви беше театарот или местото кое што сакавте да го пренесете како, нели, со доаѓањето на новата функција? Да речам, нели, баш би сакал кога ќе седнам во како главен или како прв човек на мојата македонска опера и балет, местото од каде што тргна се, да го донесам тука. Па да бидам искрен, во театрите во кои што сум работел, најчесто било тоа Западна Европа, последниот период, последните 2 години и Азија, театрите ги имаат сите услови. Сите кристално, чисто, се. Да, навистина ги имаат сите услови. Меѓутоа би издвоил, иако не е еден од најатрактивните театри во име, меѓутоа театар кој што се градеше пред неколку години и имав можност да настапам во првата продукција со која што го отвараа, тоа беше Волшебна флейта во Линц во Австрија. Истата Штрабак компанија го правеше, која што прави филхармонија кај нас. И тоа треба да ни значи нешто, нели Маја? Па верувам дека треба да значи, тоа е компанија. Ке дојдете, ке видите, многу сериозно. И театарот ги имаше сите можни услови и една од причините зашто кај нас имаме LED дисплеи е, ја за втор пат морам да признам, прв пат видов во Виенска штатсопера, меѓутоа тие ги поставија пред 13 години, не беа тоа LED дисплеи, беше некоја комбинација, некој примитивен дисплеј кој што во тоа време беше, а може би и повеќе, 2001 година, повеќе од 10 години, да. Прв пат ги видов Виенска штатсопера, а овде веќе беа дисплеи на тачскрин, одбирате повеќе јазици, имате повеќе можности и тоа беше нешто што нака ми падна на памет кога кај нас во Скопје, во МОП имаме барем приближно такви услови. Искрено ви кажам, и на почеток на моето доаѓање на функцијата генерален директор на МОП, ми изгледаше научна фантастика како што и на вашите вработени изгледа научна, може би се уште научна фантастика дека ќе имаат собствен дом. И мене ми изгледаше онака неостварлива, нереална ситуација, дека може да ќе биде, може би нема да биде, меѓутоа на нашата средба со министерката за култура во декември минатата година, прва официјална средба во нејзиниот кабинет, од моја страна беше нагласена дека на вистина таа го знае тоа, го знаат сите, затоа што многу често се на наши настани, наши настапи, дека беше навистина неопходно едно реновирање, комплетно реновирање. Од почнувајќи инсталација, осветлување, подлога, столици и така натаму, да не набројувам. И еве после неколку месеци, да не речем десетина месеци, односно неколку месеци од започнувањето на реконструкцијата, ние сме веќе готови, имаме сала во Ново Руво со сите можни услови за еден квалитетен перформанс. Верувам дека нема да се трудам, односно сум убеден дека не само условите во гледалиштето, туку ги подобруваме и условите на сцена, односно зборувам за продукциите кои што ќе ги правиме, ќе се трудиме да правиме не само класични представи, ќе правиме модерни представи, се трудиме да бидеме интересни буквално за публика од 7 до 77 години. И
не е целта само да ги направиме условите луѓето да се Да, чувствуваат тоа ми беше удобно, некада, туку да, дека треба и нешто да им понудиш треба и за нешто да, да им нели? понудите, Добрата така да- музика или одличната музика или Да. се оно што треба да биде на сцена. може би ќе стигнеме понатаму и до репертоарна политика и така натаму, Така е, да не да. да Има не и- ви ги одземам прашањата пред време. Може би ќе разговараме и за тоа, меѓутоа да, сите Да. компоненти Знаете во ли еден што? производ се важни за Господин Дуриловски, знаете ли што сретнав подготвувајќи се за овој разговор? Сега знаете, ние секогаш се зборуваме се и се што, па некој рече и вакво нешто во коментарите. И добро, зошто им требаше од јуни до октомври да прават едно гледалиште? Па јас мислам, не знам, во шега изведувачите кажуваат дека не знаат објект кој што е изграден во и е нормално. Јас сум градел сопствен објект за дома и знаете да реновирате тоалет. Знаете колку време треба? Знаете колку време треба, односно колку време ќе ви спадне дека треба 10 дена, Да, меѓутоа ќе ќе ви треба спадне 2-3 месец месеци, дена. да. Така да, јас сум убеден дека ова нешто што го направивме, значи ние не реновирахме тепих, не фарбавме, Да. ние направивме комплетно реновирање, комплетна реконструкција на целото гледалиште. Така да најверојатно некој лаик кој што никогаш не градел го кажал тоа, не сакам да користам тешки зборови, меѓутоа верувам дека секој кој што градел знае што значи тоа. Нормално во објект, можеби и полесно во нов објект, затоа што во Кога е објект на кој што е нов. веќе Да, еднаш да. изграден, Да се прилагодиш Да. на него, треба и да да се прилагодите, меѓутоа Така, и ќе да дојдете се- до ситуации изненадувања кои што можеби не сте ги очекувале во Во почетниот рамките на проект, самиот проект, точно, така. да. Така да Имаше и такви некои изненадувања кои што Имаше требаше некои да се- ситници кои што се- Колку често, ма јас знам дека често оди да види до каде им е нивниот дом. Јас Вие бев, како за бевте? жал, последните 3 недели, Добро, не бевте најважните тука, 3 ама недели затоа бев во што Кина, бевте. меѓутоа бев цело време во комуникација Комуникација. со моите колеги и најблиски соработници, меѓутоа првиот дел, јас годинава немав летен одмор, цело време бев тука и сум многу среќен. Имам и можеби нека, не знам дали е болест или некоја мана, меѓутоа и за мојата куќа кога ја градев, Добро. јас бев од сабајле до вечер таму заедно со мајсторите, иако тогаш не се разбира воопшто, меѓутоа многу работи ги научив. И во сега текот на така градата. научен, И бевте, сега онака сега како спремен. професионалец бев спремен, често одев таму и се трудев да бидам во комуникација со изведувачите и со сите останати кои што беа дел од самиот проект. И имавме некој теснец, нормално јас бев во многу голем стрес затоа што сакав, бев упорен да нашата сезона почне на време, Тогаш така кога што вие е сте планирано, зацртали. да. Успеавме во тоа. Морам да се извинам за моите притисоци на изведувачите кои што ги имаа за време на целата градба, меѓутоа знам дека не само кај нас, туку на секаде на луѓето понекогаш, не понекогаш, туку верувам дека секогаш им треба еден благ притисок, понекогаш можеби и нешто повеќе за да работите течат така како што треба, меѓутоа јас сум генерално задоволен. Работите се завршија во предвидениот рок и ние веќе имавме 2 успешни концерти и верувам дека и цела следна сезона ќе ни биде така исполнета и распродадена Каде како и бевте првите вчера? 2. Каде бевте денувиве кога беа гала концертите? Каде седевте? Каде гледавте? Од каде гледавте? Па гледав од 8 ред, кој што е нашиот онака, како да се кажам. уште е ложата. Да, се уште да, ложа, да. да, за жал имаме само 2 странични ложи, кои што не се баш најпогодни за вид гледање на представите, меѓутоа едната од тие ложи јас ја користам затоа што е кога се неофицијалните представи, кога немам гости кои што треба да ги пречекам, се добри за, не можам да кажам контрола, меѓутоа имате добар преглед кон Кон сцена што сите се делови. случи. Имате преглед во школка кај Да. оркестарот, имате преглед на сцена колегите што прават, хорот и имате поглед А вама благ од кон осмиот публиката. што ви манкаше, што не гледавте? Гледав се. Гледав. Осмиот централниот дел на осмиот ред. Уствари сега морам да признам дека така се направени седиштата да од сите страни имате добар преглед. Верувам дека нашата публика ќе биде задоволна и ќе успеат да видат на еден од следните наши настави. Сакавте ли да знаете што ќе речат луѓето по концертот? Останавте ли со нив? Прашавте ли никога? Да, секако. Чие мислење ви беше Знаете важно? како, јас сум првенствено уметник, меѓутоа мене ме интересира после завршетокот на нашите концерти реакцијата од публиката и за самиот настан, затоа што е сепак дел од мене, организираме отварање кое што беше прилично специфично, не е така класично како до сега. И исто така ме интересираше делот што ќе каже публиката за реконструкцијата, односно нешто што после 35 години повторно се случи кај нас. Секако бев меѓу присутните и генерално морам да кажам дека има впечаток, не можам да
првенствено јас бев многу задоволен и од уметничкиот и од делот како испадна. Нашето гледалиште, можеби гледачите можеле да видат, имавме повеќе пати настапуваме на пресконференција. Има и тука, значи, одлично. Цело време гледа. Да, значи зборуваме на вистина за нешто што моите очи тоа што го гледаат, според мене е нешто што заслужуваме како институција да го имаме, а сме единствена од таков тип и исто така и нашата филхармонија е единствена од таков тип и сум многу среќен што двете институции со кои што многу радо соработуваме, ќе бидеме едни до други, ќе бидеме соседи, ќе соработуваме како до сега и ќе имаме објекти со кои што можеме да се гордееме. Да. Моја колку Во лето, кафето, двор ќе си го пиеме на плоштад. Кој од каде ќе си задиме масиче на сонце на плоштад. Супер ќе ни биде, апсолутно. Маја, рековте јануари или февруари? Стека кога? На почеток на годината, значи терминот за свеченото отворање и сите детали околу тоа наскоро ќе го објавиме заедно со министерката, нели? Затоа што сите се со нетрпение го очекуваат тој момент, освен назва филхармонија и целата јавност, всушност, и сите колеги уметници, затоа што знаете како тој објект ќе биде на Македонска филхармонија, тој ќе биде на сите нас. Не само музичарите од филхармонија ќе бидат присутни таму со своите секојдневни активности, но јас верувам дека сите со голема желба и задоволство ќе сакаат да настапуваат токму во новата концертна сала. А публиката секако да ги проследи сите тие концерти. Така што сите сме многу нетрпеливи за тоа. И сето она што е врзано, значи, околу свечиното отворање дополнително ќе биде најавено, но планирано е тоа да биде во првите месеци од 2017 година. Ние би сакале утре, ама невозможно е нели да се завршат сите деликатни работи, како што кажа Игор. Тоа се комплексни објекти и театри, македонско опера и балет. Само малку да викнете, да кажете, ве молам да бидете. Значи, јас веќе малку се сопирам, оти мислам дека тие хутри луѓе таму кои ќе ме видат, веројатно им се темни. А доаѓам таму си викаат, леле, дојде ова сега, што ли ќе бара пак од нас, ќе не ме третира. Она што ви е договорено како заеднички нели концерт нема да биде за жал во новата, така, во новата сала. Не, нажалост проектот е толку голем. Дефиниран. Да, Јан Гилан доаѓа, да спомниме тој баш супер што не викна као гости. Имаме соработка сега и со Маја, во февруари месец и со МОП, тоа уште не знаат гледачите, али Јан Гилан кој го договоривме, мислам самиот проект го налагаше тоа, тој е нашиот најголем проблем. Немаме концертна сала, немаме сала за над 1500-2000 па нагоре посетители. И затоа одиме во Борис Трајковски, затоа го прилагодуваме Борис Трајковски, затоа сепак на крајот е тоа и математика. Просто капацитетот, ни треба капацитет. А и оно што покажува интересот за Јан Гилан вечерта со Македонска филхармонија. 5 ноември, така? 5 ноември, да. Интересот е огромен и стварно е жалосно кога ти доаѓа таков артист и сега замисли да го правиш тоа во сала за 800 души, имаме побарувачка за 5000. Жално е гледано од сите страни. Да. Но колку често е Авалон продукција, нели? Велите секогаш некако сме ги гледале работите или доаѓале големите артисти не барајќи премногу услови, односно важно им е продукцијата или сето она што ќе го слушнат или што ќе го добијат на сцена. Но колку често сте се доведувале во ситуација да некој големо име рече не можам да дојдам и покрај тоа што велите супер ќе си поминете, ќе ви обезбедиме се, по таа редер листа се ќе биде задоволни вашите барања. Често е кате тоа често, не е многу често, од кога тргнавме да ги работиме, ајде да кажам и стадионите. Да не кажам какви проблеми таму сте имале. Стадиони, да, и не стигнавме до да, оно што во светот најголемите ивенти се прават на фудбалските стадиони. Ние кога објавивме Лени Кравиц во Охрид на стадион, прво што ни рекоа колегите наши, вие сте луди, тоа нема шанса да го направите. Имаме една жичка, сите во Авалон, така малце... Да докажете дека не сте луди, дека е можно да се оствари. Пред се дека може, а посебно тоа ни значеше, тоа е еден друг дел од нашата работа, ако успеш ти Лени Кравиц да го направиш во Охрид на стадион, тоа кај агентот негов значи дека овие можат да направат и Сантана на Градски, или дали да се донесе Енрике во Борис Трајковски, или
Боб Такви Дилан да прифати да свири во Скопски сајам, во Метрополис Арена, како што се вика. Значи, имало проблеми. Пак е најмногу капацитетот, кој што ни зема стално. Значи, големите артисти, нормално дека коштаат многу. И сега опција, во ред летно време Open Air, кај што не спијаме 3 дена дали ќе заврне или нема да заврне, али зимно време, од сега, од есен до крај на пролет, едноставно мора да идеш... невозможна мисија. Невозможна мисија и мора да идеш во затворен простор, а тие се условите. Да. И како беше Нелини Кравици, ве сетете се? Страшно се бевме од работа месец дена, не само месец дена, сум на терен месец, али успеавме. Прво, мислам, отидовме и имавме буквално на полјан, тоа не е стадион. Еден податок да ти кажам, кога видовме седиштата од трибината какви се, искористивме некои слично на оние во Не, ова беше страшно. Значи, скоро се скршени ги нема. Едноставно успеавме да имаме две државни институции, да градски стадион во Скопје ги сменал седиштата, али голем дел од нив се окей, да ги донесиме тие седишта и наши луѓе тираат во Охрид, за да направиме услови, да има некој. Да не зборувам дека тоа е една жица која што не ограда или жица, не знам како да кажам, беше, правевме посебни огради, работа месец дена на терен, буквално. И на крајот се одржа Лени Кравиц, после Лени Кравиц се одржа и Девид Гета на стадион таму, продиџи сега на пред крајот кажете ми што значи добра продукција, односно што бараат луѓето кои што доаѓаат такви големи имиња. Тоа е најстриктното нешто кај што сегде може би малку да ви попуштиме, али кога е рајдерот во прашање продукција, бина, светло, звук, тука нема. Нема попуст. Значи тука нема попуст. Што Може да се иде до 10%. Сега можам нешто да ни кажете што ќе ни биде вака не страно многу, нели да го сватиме, да разбереме што бара. Дека треба да има 48 moving head светло и поставено на таа позиција мора да има. Значи не можеш 4-6 да ставиш. Значи тоа е. Сега кај нас го има моделот на moving head тој и тој, а тие веќе користат стално најдов модел. Можеш да предложиш замена, па таа замена да биде прифатена, али 48 мора да бидат. Грубо кажувам, за звукот се знае во последно време, значи се неколку фирми во светот кои што се знае Open Air или голема сала мора да биде тој звук. Спецификата на звукот е која е марката, зависи која музика се свири. Еве ние многу фанови видојат на тоа на Скопје Колинг и на Продиџи во Охрид се донесе од Белград озвучување кој што првпат се промовираше во Европа, првпат тој модел на звучници свиреа во Охрид и во Скопје. Тоа е најнова технологија и едноставно Продиџи вика ние бараме тоа за да свириме. Со сублекувалните окей, сте закрпиле, сте дотерале, мислам се зезам, мора се да биде, се знае по рајдер. Стандард. Значи тоа е почнува рајдерот со хостинг, хоспиталити и продукција. Тоа е се што мора да се задоволи. Наша голема предност можам да истакнам за цел Балкан е тоа што Авална продукција стално се труди 99% тој рајдер да биде задоволен. Што многу ни помага во следните работи. Во принцип тие турменаџерите што идат со артистите се знаат меѓу себе. Некој прв пат ако доаѓа, чекај тука бил овој со тие па се слуша. Па знае, па да, сум работа со Авалон продукција. Ќе биде како што треба. Нема да имаш проблем. И тоа ни помага на цел Балкан доста да. Игор, како стоите пак вие кога доаѓаат големи имиња? И кога до сега им кажувавте, па знаете, ние сега осветлување на продукциски или Значи ние тој проблем го немавме со големите имиња затоа што генерално најголем проблем кај нас навистина беше гледалиштето. Да. Значи не сцената како сцена или можностите како што таа ние имаме проблеми со осветлувањето и тоа е нешто што е веќе разговарано. И верувам дека во најскоро време ќе успееме да го смениме, затоа што исто така и осветлувањето е старо. Малку сакам да те прекинем, извини, разликата е во тоа што кај артистите кои што ние ги работиме, да речам, видеото и звукот се и светлото се дел од перформансот. И кај нас е исто. Да, верувам, да. Кај нас исто, меѓутоа ние тоа истото го правиме како што верувам и вие, Денис, на начин што изнајмуваме свет. Немаме друга варијанта. Значи имаме застарен тип на светло, кој што е најверојатно исто колку што и столчињата 35 години. Нешто што, ако сакате да направите модерен перформанс, нема шанси, не е тој квалитет. Визуелно, и затоа ги користиме тие можности што, уствари тие... Да се изнајмуваат, јасно, да. Таа варијанта да изнајмите осветлување, меѓутоа тоа е ставка која што секогаш ве чини. И верувам дека за било која куќа е многу поедноставно да има нешто свое,
има човек кој што раководи со тоа и да имате Да нема секогаш утки. точно. Така е, да. Да речете нема сега друг е крив, ја не тука. Така Јас е. се преземам За одговорност. нашите уметници, односно и за уметниците кои што доаѓаат од страна, е можеби поважен тој дел на гардероби, затоа што нашите представи исто траат по 3 до 4 сати, Има делот доста костюмографија, има доста. Да, така да тој дел исто така планираме. План ми е да постепено во следнава година дел од средствата кои што се издвојуваат, ќе се издвојуваат од билети, да успееме да ги реновираме и делот на уметниците, првенствено на нашите уметници кои што цело време таму функционираат, затоа што сакам да сите ние бидеме задоволни. Може би сега така испадна да прво публиката, а може би треба и прво на публиката да мислиме, затоа што таа која што ќе доаѓа кај нас, првенствено сме за публика, постоиме за публиката, меѓутоа и тие кои што работат таму Добар пиар треба да маркетинг бидат бил, задоволни. морам да признам. Па се трудиме, да. Секако сите треба да бидеме задоволни. Ми Сите треба тргна да се муабетот, чувствуваме добро. заборавивме рекламите. Еве за нив, место па се врагам.